меѓу Министерството за внатрешни работи на Република Македонија и Министерството за енергетика на Соединетите Американски држави. Distinguished guests, welcome to the signing of the Memorandum of Understanding between the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Macedonia and the Department of Energy of the United States. Меморандумот ќе го потпишат министерот за внатрешни работи на Република Македонија, господинот Оливер Спасовски, и амбасадорот на Соединетите Американски држави, неговата екселенција Джес Бейли. Но пред подпишувањето на документот ќе имаат своје обраќање. This memorandum will be signed by the Minister of Internal Affairs of Macedonia, Mr. Oliver Spasovski, and His Excellency, the Ambassador of the United States, Mr. Jess Bailey. But before signing the documents, they will make their address for the present. Го поканувам министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски да се обрати. I would like to invite the Minister of Internal Affairs, Mr. Oliver Spasovski, to address the present. Почитуван амбасадоре Бейли, почитувана госпоѓо Котон, почитуван господине Танасовски, почитуван директор Тасевски, почитуван господин Ѓорѓевиќ, представници на медиумите, дами и господа. Во духот на веќе докажаното и потврдено партнерство меѓу Република Македонија и Соединетите Американски држави, еве денеска во Министерство за внатрешни работи официализираме уште еден сегмент од мноштвото области од нашата долгогодишна меѓудржавна и меѓуинституционална соработка, спречување на нелегалната трговија со нуклеарен и друг радиоактивен материјал. Respected Ambassador Bailey, Mrs. Cotton, Mr. Tanasovski, Director Tasevski, Mr. Ѓorѓević, representatives of the media, ladies and gentlemen. In the spirit of the already proven and established partnership between the Republic of Macedonia and the United States of America, today here at the Ministry of the Internal Affairs, we're about to formalize yet another segment in the multitude of areas of our long-standing bilateral and interinstitutional cooperation. The interdiction of the illicit trafficking of nuclear and other radioactive materials. Овој меморандум за разбирање помеѓу Американското Министерство за енергетика и нашето Министерство за внатрешни работи во врска со спречување на нелегалната трговија со нуклеарен и друг радиоактивен материјал, што денес го подпишуваме со амбасадорот Бейли, а во присуство на директорот на Американската национална управа за нуклеарна безбедност господјата Лорен Котон, институција која што е директен партнер во спроведувањето на овој документ, всушност представува нова нормативна рамка за интензивирање на досегашната заедничка и плодна соработка во контекст на програмата за контрола на извозот и гранично обезбедување, основана од Американскиот Стейт Департмент и активно присутна кај нас уште од 2004 година. This memorandum of understanding between the American Department of Energy and our Ministry of Internal Affairs concerning the interdiction of illicit trafficking of nuclear and other radioactive material, which are about to sign with Ambassador Bailey in the presence of the Director of the American National Nuclear Security Administration, Mrs. Laurel Cotton, an institution which is our direct partner in the implementation of this document, actually represents a new normative framework for the intensification of our existing mutual and productive cooperation within the context of the EXBIS program, which was formed by the American State Department and is actively present in our country since 2004. Со меморандумот за разбирање, МВР и Националната управа за нуклеарна безбедност при Американското Министерство за енергетика одат чекор понапред во партнерските напори за поквалитетна контрола и превенција на проблематиката со нелегална трговија со нуклеарен и друг радиоактивен материјал, при тоа воспоставувајќи повисоки технички, оперативни, стручни и други стандарди и истовремено инволвирајќи ги поефикасно конкретно надлежните институции, не само Министерството за внатрешни работи, туку и Царинската управа на Република Македонија, како и Дирекцијата за радиациона сигурност. With this memorandum of understanding, the Ministry of the Internal Affairs and the National Nuclear Security Administration of the American Department of Energy are taking another step forward in their partnership efforts for improved control and prevention of the problems related to the illicit trafficking of nuclear and other drug radioactive materials, thus establishing higher standards, technical, operational, vocational, and other standards, while at the same time
engaging the specific authorized institution in a more efficient manner of work. Not only the Ministry of the Internal Affairs, but also the Customs Administration of the Republic of Macedonia, as well as the Radiation Safety Directorate. Дозволете ми да нотирам само еден мал податок, а се однесува токму на операционализацијата на овој за сите нас исклучително важен документ. До крајот на годинава, односно во текот на ноември, од страна на Националната управа за нуклеарна безбедност за потребите на соодветните гранични служби на МВР, ќе бидат донирани 2 мобилни системи за детекција, посебно специализирани возила со дополнителна современна опрема, вредни околу $550,000 американски долари. Please allow me to note a small piece of information which pertains to the very implementation of this, for all of us, extremely important document. Before the end of this year, or more precisely, during the month of November, the National Nuclear Security Administration will donate 2 mobile detection systems consisting of specialized vehicles with additional modern equipment costing about $550,000 American dollars, which will serve the needs of the appropriate border control agencies within the ministry in the direction of a more efficient and effective handling of this form of illicit trafficking. При тоа, ова опрема ќе биде инкорпорирана во процедурите на работа како на организационите единици од МВР, така и на Царинската управа и Дирекцијата за радиационна сигурност. With that, this equipment will be incorporated in the working procedures of the organizational units of the Ministry of the Internal Affairs, as well as the Customs Administration and the Radiation Safety Directorate. Наедно со меморандумот се отвораат конкретни можности и за експертско, односно стручно осposobување на наши службеници во областа на нелегалната трговија со нуклеарен или друг радиоактивен материјал, што без друго ќе значи дополнителен инпут за зголемување на нивото на заштита, како во национални, така и во регионални и меѓународни рамки. At the same time, this memorandum opens up the door for additional possibilities for expert technical and vocational qualification of our officers in the area of the illicit trafficking of nuclear and other radioactive materials, which certainly means additional input in the enhancing of the level of protection at the national level as well as at the regional level. На крајот дозволете ми и во оваа прилика уште еднаш искрено во име на македонската влада, во име на Министерството за внатрешни работи, како и во свое име, да им се заблагодарам на нашите пријатели и поддржувачи, Соединетите Американски држави, кои што се наши искрени партнери во процесите на реформи и евроатлантско интегрирање на Република Македонија. In the end, please allow me to take this opportunity to once more, sincerely, on behalf of the Macedonian government, the Ministry of the Internal Affairs, as well as my personal behalf, thank our friends and supporters, the United States of America, who have been our sincere partners in the processes of reforms and Euro-Atlantic integration of the Republic of Macedonia. Немам дилема дека таа соработка и натаму во годините пред нас ќе продолжи со уште поголема и поквалитетна динамика и офатеност. Благодарам на вниманието. I have no doubt that this collaboration will grow to an even higher and broader level in the years ahead of us. I thank you for your attention. Ви благодарам, министр Спасовски. Го поканувам амбасадорот на Соединетите Американски држави, неговата екселенција Джес Бейли, да се обрати. Thank you, Minister Spasovski. I'd like to invite His Excellency, the Ambassador of the United States, Mr. Jess Bailey, to deliver his address. Thank you very much. Minister Spasovski, Director Cotton, colleagues in both the Ministry of Interior and the Embassy, members of the media, guests, it's my great pleasure to be here today. Ви благодарам за поздравот, господине Спасовски, и за вашиот говор. Министре Спасовски, директоре Котон, истагнати гости, добре дојдовте. Ми представува огромно задоволство што сум тука денес. This event is a product of excellent cooperation between the Ministry of Interior, the Customs Administration, the Radiation Safety Directorate, and the United States Export Control and Related Border Security Program, EXBIS, and the United States Department of Energy. With that cooperative work, It's okay. Овој настан е резултат на одличната соработка помеѓу Министерството за внатрешни работи,
Царинската управа, Дирекцијата за радиациона сигурност на Република Македонија и Програмата за контрола на извозот и гранична безбедност и Министерството за енергетика на САД. And with that cooperative work, this memorandum of understanding will lead to an improved capacity in Macedonia to detect and interdict illicit trafficking of nuclear and other radioactive material. Таа соработка и овој меморандум за разбирање ќе доведат до зголемена способност за откривање и спречување на нелегалната трговија со нуклеарни и други радиоактивни материјали во Македонија. It will mean technical cooperation, specifically the installation and improvement of systems at border crossings and other locations within Macedonia. Тоа ќе значи техничка соработка и по-конкретно инсталирање на нови и подобрување на постоечките системи на граничните премини и во други локации во Македонија. Macedonia is a strategic partner of the United States. For 25 years, we have worked together to support Macedonia's aspirations to join NATO and the European Union. We share a common vision for the stability and prosperity of the region, and we jointly seek to foster transnational security and economic growth such security and stability guarantees. Македонија е стратешки партнер на Соединетите држави. Веќе 25 години заедно работиме на поддржувањето на македонските аспирации за приклучување кон ЕУ и НАТО. Ние имаме заедничка визија за стабилноста и просперитетот на регионот и заеднички се трудиме да ги унапредиме меѓународната безбедност и економскиот раст кој што го гарантира таа безбедност и стабилност. The United States is dedicated to working with Macedonia to strengthen its borders. Strong borders make it easy for legitimate travelers to cross, prevent crime and corruption, and keep us safe from those who would do us harm. Соединетите држави се посветени на соработката со Македонија за зајакнување на нејзините граници. Силните граници го олеснуваат минувањето на легитимните патници, ги спречуваат криминалот и корупцијата и не штитат од оние кои што сакаат да ни наштетат. And in that regard, we are very proud of our work to train borders, customs, strategic trade control, and radiation safety officials in the most up-to-date methods. Во тој смисол, ние сме многу горди на нашата работа на полето на обуката на службениците од граничната полиција, царината, контролата на трговијата со стратешки стоки и радиационата безбедност според најсовремените методи. And we cooperate to ensure these Macedonian officials have the equipment they need to conduct effective and efficient operations. А се грижиме и за тоа тие службеници да ја имаат опремата што им е потребна за спроведување на делотворни и ефикасни операции. And this type of cooperation has had tangible results in numerous interdiction cases that have been reported this year, due, in part, to our partnership that included U.S. government training and equipment donations. Овој вид соработка дава видливи резултати. Па годинава бевме известени за бројни случаи на спречена нелегална трговија, кои што беа делумно резултат и на нашето партнерство, кое што вклучува донации на обуки и опрема од владата на САД. And as the minister has mentioned, in November of this year we plan to donate to the MOI 2 mobile detection vans and related equipment valued at $550,000 US. And you can see a blow-up photo of those vans on the poster behind me to my right. И како што спомна министерот, во ноември годинава планираме да донираме 2 комбе возила со мобилни системи за детекција и придружна опрема, чија вредност изнесува $550,000 американски долари. На постерот десно од мене можете да видите зголемена фотографија на едно од комбе возилата. These mobile detection vans and the related equipment will be used by the police at athletic and national events, by border police and customs for interdiction operations, and by the Radiation Safety Directorate for inspection and radiation response activities, all of which enhance Macedonia's security. Овие комбе возила со мобилни системи за детекција и придружна опрема ќе ги користат полицијата на спортски и национални настани, граничната полиција и царината за операции на спречување на нелегална трговија и Дирекцијата за радиациона сигурност за истраги и активности кои се преземаат како одговор на откриена радиација, со што ќе се подобри безбедноста во Македонија. And I want to commend our partners for their efforts to protect Macedonia's borders and internal security. We will continue to support Macedonia's EU and NATO aspirations
and we will continue our partnership in law enforcement and border security. Thank you very much. Би сакал да им одадам признание и на нашите партнери за нивните напори за заштита на границите и внатрешната безбедност на Македонија. Ние ќе продолжиме да ја поддржуваме Македонија во нејзините аспирации кон ЕУ и НАТО и ќе продолжиме со нашето партнерство на полето на спроведувањето на законите и граничната безбедност. Ви благодарам многу. Ви благодариме, господине Бейли. Ја поканувам директорката на управата за нуклеарна безбедност Лорел Котон да се обрати. Thank you, Mr. Bailey. I would like to invite the Director of the National Nuclear Security Administration, Director Cotton, to deliver her address. Thank you, Minister Spasovsky, Ambassador Bailey, distinguished guests and colleagues. I am very pleased to be here today to establish our new partnership with Macedonia and the Ministry of Interior to deter, detect, and investigate smuggling of nuclear and other radioactive materials. As has already... Министре Спасовски, thank you, амбасадоре Бейли, почитувани гости. Ви благодарам. Многу ми е драго дека сум овде за да воспоставам едно ново партнерство со Македонија и Министерството за внатрешни работи, чија цел се одвраќање, откривање и истраги на шверц со нуклеарни и радиоактивни материјали. As has already been noted, the first step will be to deliver the mobile detection systems. And along with the equipment, we will provide in-depth operator and maintenance training from our nuclear security experts from the national laboratories in the U.S. Како што веќе беше истакнато, наш прв чекор во таа насока ќе биде испораката на мобилните системи за детекција. Заедно со споменатата опрема, ние ќе обезбедиме и детална обука за ракување и одржување на тие системи од страна на експерти за нуклеарна безбедност од нашите национални лаборатории. This is very important work that requires us to work together to prevent these materials from being used in acts of terrorism. Значи, ова е многу важна работа и таа од нас бара да работиме заеднички за да го спречиме користењето на вакви материјали во терористички акции. This signing ceremony marks the first step in what I am sure will be an important and productive partnership to prevent smuggling of nuclear and radioactive materials. Оваа церемонија на потпишување го означува првиот чекор кон нешто за кое сум сигурна дека ќе биде важно и продуктивно партнерство во спречување на шверцот на нуклеарни и радиоактивни материјали. Thank you very much. Ви благодарам. Ви благодарам, директорке Котон, а сега ги поканувам министерот Спасовски и амбасадорот Бели да го потпишат меморандумот. Thank you, Director Cotton, and I'd like to invite our Minister Spasovski and His Excellency Ambassador Jess Bailey to sign the memorandum. Thank you. Ви благодариме за присуството и посакуваме пријатен ден. We thank you for your presence and we wish you a good day.